село Конопиште во подножјето на Кожув планина. Кожув планина позната по и високи извори, по извори на високо квалитетна вода. Денешната емисија е посветена на водата, на значењето на водата. Ја со намера дојдовме токму во Конопиште. Тука е компанијата, нашата најпозната компанија за вода горска, со која што ќе поразговараме за значењето на квалитетната вода, за оној бисер што го има Македонија, што може да се пофали пред цела Европа, пред целиот свет со каква вода располагаме. И не само на муабет. Тука е дојден денеска и германски врвен експерт кој што со факти и со докази неколку години го следи квалитетот на водата, ги прави сите анализи и со него ќе поразговараме за тоа каква вода всушност ние имаме на располагање, колку сме ние богати. Ќе појдеме да поразговараме за сите овие теми, за пред се за значењето на квалитетот на водата. Господин Костадинов, Горска вода од своето постоење редовно посветува внимание на квалитетот на водата. Што се преземате како мерки за да се осигурате дека тој квалитет е навистина постојан, врвен и да имате и црно на бело, нели, и за довербата на потрошувачите? Така. Тоа им е база, им е водата, основата им е водата. Кое е значењето на квалитетот на водите што го имаме во Македонија? Дали овие анализи покажуваат дека има навистина со што да се гордееме? Директно до потрошувач.
Ви како општествено одговорна компанија сте отишли и чекор понапред во заштита на животната средина. Ова е навистина тука едно недопрено подречје каде што се наоѓаме и греото да има некакви загадувачи, токму и на тоа сте посветиле внимание преку гледаме соларни капацитети, соларни панели, целата е обложена на таваните. Што се друго еве гледам водата за ладење, не тоа посветувате внимание, се да се искористи од природата. Дури имате и вишок Да, имаме вишок. во летниот месеци. Вишокот на енергија. Како гледате на водите, на такво едно богатство што го имаме? Дали ќе биде и днината предстои допрва ќе сватиме какво богатство имаме кога ќе дојде фокусот на едно вакво богатство кое што се помалку го има, се поретко е и ќе биде нешто во иднината што многу поише ќе се бара? Гледаме во земјоделството колку е важно наводнувањето кога го нема. Да си го заштитиме ова богатство. Се наоѓаме во компанијата Горска, каде што во моментот имаат посета од експерт кој што е дојден тука на ненајавена посета за да направи контрола на квалитетот на водата. Се работи за експерт кој што е дојден од Институтот Фризениус, од СГС Институтот Фризениус, кој што веќе години од како постои компанијата им прават редовни контроли на квалитетот на водата, па ќе поразговараме за тоа што се испитувања правите во Горска кога доваѓате, што се испитува од квалитетот и можете ли да ни кажете една повеќе информации за тоа колку години соработувате и што се вашиот институт каде се какви испитувања врши? SGS Institut Fresenius ist das Hauptlabor ist in Taunusstein bei Frankfurt in Deutschland. Wir machen Analytik im Lebensmittelbereich, im Getränkebereich, auch spezielle Wasser und auch Umweltanalytik und wir sind ein Teil der großen weltweit tätigen SGS-Gruppe. Во кои се земји вршат испитувања на квалитет на водата? Hauptsächlich in Deutschland, aber auch in allen anderen Ländern sind wir tätig, auch hier in Mazedonien und auch in anderen Balkanstaaten, also eigentlich weltweit, wo wir Kundenanfragen bekommen. Кој е принципот на контролите? Што се испитува при контролата? Meine Hauptarbeit ist, ich bin
Customer Service im Getränkebereich. Ich berate Kunden, wenn sie Anfragen haben zur Analytik von ihren Getränken, speziell im Wasserbereich. Wir beraten auch Kunden, wenn sie zum Beispiel Mineralwasser aus einem nicht-europäischen Land nach Europa in die EU exportieren wollen, muss das Mineralwasser anerkannt werden, amtlich anerkannt werden. Und da begleiten wir die Kunden bei dem ganzen Prozess, machen die Analytik, reichen die Analysenergebnisse bei der Behörde ein und stellen den Antrag für den Kunden. Дали вршите испитување во Македонија само во компанијата Горска? Дали само со нив имате соработка? In Mazedonien nur für Gorska. Ja. Што покажуваат, вие долги години вршите анализи тука на водата, на квалитетот на водата на Горска, што покажуваат тие анализи во годините и наназад, во изминатите години? Каков квалитет има? Wir arbeiten mit Gorska schon sehr lange zusammen. Die ersten Zusammenarbeit war 2004, also vor 16 Jahren. Haben wir den Betrieb auch begleitet beim Aufbau, bei der Analytik. Und ja, das Spezielle an Gorska-Wasser ist ein niedrig mineralisiertes Wasser. Es hat einen niedrigen Natriumgehalt und es ist ein guter Begleiter, würde ich sagen, auch zu allen möglichen Getränken. Ja. Каде се вашиот институт врши испитување и што покажуваат тие испитувања ако се направи една споредба? Ние знаеме да кажеме со гордост дека имаме едно од најквалитетните води за пиење, но што покажуваат вашите анализи, една споредба со секаде низ светот каде што вршите анализи, дали можеме тоа и да го потврдиме со тие анализи? Weltweit gesehen, also das Wasser hier in Gorska in Mazedonien ist sehr rein. Es hat keine Verunreinigung anthropogenen Ursprungs, also es sind keine Pflanzenschutzmittel, Pestizide oder Metabolite nachweisbar. Es kommt aus einer sehr abgelegenen Gegend, wo auch keine Industrie oder Landwirtschaft tätig ist. Da ist es schon ein Markenzeichen, dass es sehr, sehr rein ist. Andere Quellen in Europa, das hängt davon ab, wo die liegen. Es gibt auch Quellen, die liegen mehr in Industrienähe oder in Landwirtschaftsnähe. Da kann es schon auch sein, dass man die ein oder andere Verunreinigung findet, was man hier nicht hat. Која е вашата крајна порака до сите нас, до сите нас во земјава, колку треба да се грижиме за ова богатство што го имаме, нешто што ќе стане многу вредно во иднината? Also, es ist sehr wichtig, dass man die Natur erhält, dass man mehr oder weniger das unterstützt, dass man darauf achtet, dass ja, wenn man Industrie oder Landwirtschaft hat, dass das nicht unbedingt die Umwelt schädigt. Und wie gesagt, hier in einer sehr dünn besiedelten Gegend ist das von Natur aus gegeben. So, ja. Каков им е принципот на анализите? Дали се најавуваат ќе дојдеме ние утре или си имаат необавезен термин кога сака може да дојде, да зима анализи, да испитува што сака? Лично сака да дојде. Не ги остават вие да Да, не ни веруваат. Денеска токму и ние присуствуваме на едно такво дојдене германскиот експерт, го гледаме, појдоа до изворите, си зима примерот си самиот со шишиња. На крај добивате сертификат, признание. Ви значи како за сертификатот да го имате или ви значи како признание и за себе и за предпотрошувачите да знаете што продавате, а и да знаеме како држава каков квалитет на вода имаме?
дека има врвниот квалитет, да, така. да. Како иде принципот, изворите се многу далеко од тука, ние се наоѓаме во Конопиште. И тука е недопрена природа, невистина нема никакво загадување, далеку сме од цивилизација што се вика, но изворите се на 1100 метри, уште подалеку. Како патува водата од таму до тука до фабриката каде што се полни? Од извора. Ако кажам дека Македонија е бисер во Европа со квалитетот на водите, нема да сгрешам. Токму и овде тоа се докажува.